Здраво, добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за култура на калуси. Во ред, да видиме што е калус. Да речеме дека овдека имаме еден примарен експлантант, кој е лист од некое си растение. Сега на овој примарен експлантант може да се појави неорганизирана пролиферација, односно делба на клетките. Да речеме дека се наоѓа во овој овдека регион. Во ред, ќе се појави неорганизирана делба или пак пролиферација. И кога ќе почне клетките да се делат неорганизирано, тоа што ќе се добие е всушност една недиференцирана маса од растителни клетки. Океј, значи ќе се добие недиференцирана маса маса од растителни клетки. Значи тоа е калус од примарен експлантант, значи во инвитро услови. Неорганизирана делба на одреден дел од растението, се појавува недиференцирана маса од растителни клетки и еве вистинска слика како тоа изгледа. Така, значи изгледа буквално како налик туморче. Така личи зелено како растение, али не е организирано на никаков си начин. Во ред. Сега, овој вид на калус е многу сличен со тој кој се јавува во природни услови, кој се нарекува калус на повреда. Калус на повреда, скоро сите значи сте виделе, значи ако сте виделе дрво каде што има исечена гранка, има некоја си ваква структура, така тоа е всушност остатокот, нели, кај што бил калусот, бидејќи веќе оно започнало да задрвенува, така лигнифицира и гледаме тоа што останало, така како еден прстен од што порано било калусно ткиво. Калусов што ние во инвитро култура најчесто сакаме да го задржиме во ваква недиференцирана состојба, иако некогаш може да се потикне, нели, диференцијација со цел од него да се регенерира така растение. Но ќе видиме, значи може да се користи за различни работи. Во ред, да видиме сега малку терминологија, односно што представува калус, а што е калусно ткиво. Овие два изрази многу често се користат наизменично налик изразите маса и тежина. Така, маса versus тежина, кои се два израза кои многу често ги користиме наизменично, иако се всушност два различни израза, односно тежината треба да се мери во њутни, додека маса, нели, се мери во грами, односно килограми. Значи, тие се две различни работи, но во пракса ги користиме наизменично. Епа, налик на тоа, термините калус и калусно ткиво се користат наизменично, иако најчесто се мисли на калусно ткиво. Значи, некогаш може да се каже како калус, иако всушност се мисли на калусно ткиво. И да видиме што е всушност разликата. Калусот е едноставно таа недиференцирана, неорганизирана маса на клетки, додека во калусното ткиво имаме појава на диференцирани клетки. Океј? И они произлегуваат така наречени меристемски центри, така тоа се делови во калусот каде што имаме интензивна пролиферација на клетки, каде што ги добиваме овие диференцирани клетки кои се делат со митоза, имаат вакуализација, односно веќе имаат вакуола и наликуваат како паренхимски клетки. Некои, ако лигнифицираат, наликуваат и на ксилемски трахеиди. Значи има разлика, иако многу често ќе спомнам некојаш калус, иако мислам на калусно ткиво и обратно. Да видиме сега од кои растителни експлантанти можеме да добиеме калуси. Значи можеме од различни растителни ткива, како камбиум, спроводни ткива, нели како ксилем флоем, можеме да добиеме од ткивото на котиледоните, од перициколот на коренот, ендоспермот, лисен мезофил и така натаму. Има и различни растителни органи, нели, кои можеме да ги користиме како експлантанти за добивање на калус. Такви се лист, стебло, антери, плодник, плод, меристемно издадено корен и така натаму. Значи постојат огромен број на експлантанти кои може да се користат, нели, за добивање на калус. Да видиме сега како оди процесот на создавање на калус. Имаме овдека еден експлантант, така кој сме го земале, сме го поставиле на хранлива подлога и во оваа хранлива подлога имаме додадено фитохормони. Бидејќи ние сме ги додале од надвор додадени, ги нарекуваме екзогени фитохормони. Во ред. И овој експлантант има повреда, односно да речеме ако е ливче овдека е исечено. Во ред, значи сме го исекле листот и сме го ставиле во хранливата подлога.
И сега ова место на повреда, во ред. Овде десно, сега, значи го нацртав листот, каде што би го зумирале, и гледаме клетките. Клетките се сите овие кругчиња кои сум ги представил. Црвената линија е всушност местото на повреда, каде што сме го исекле листот. И гледаме дека голем дел од клетките на местото на повредата се всушност уништени, така отворени се целите. Гледаме вака на пола е клетката. Вред, ако е на пола, тоа значи другата половина ми е сечена, односно целата цитоплазма, внатрешниот дел, им е надвор во околната средина. Значи голем дел од клетките се оштетени, има некои кои останали цели. Во ред, значи преровав дека се останала цела. Сега, овие клетки кои првично се диференцирани, така, значи првично сите овие клетки си биле диференцирани клетки, кои ќе бележам вака со виолетова боја. Односно клетки кои си имале зададена улога нели во растението, биле дел од одредено ткиво или слично, сега ќе започнат процес на дедиференцијација. И тие што ќе се дедиференцираат, ќе ги бележам со сина боја. Ред, значи, значи дел од клетките, вака дека што ги бележам со сина боја, се дедиференцираат. Океј? Д, сега ќе бележам одвоено. Ред, значи се дедиференцираат, односно процес на дедиференцијација, се добиваат дедиференцирани, односно недиференцирани клетки. Значи првично била диференцирана, сега поминува преку процес на дедиференцијација и се добиваат недиференцирани. Во ред. Сега, овие недиференцирани клетки под дејство на ендогените фитохормони кои си биле нели во самиот лист присутни, кои ќе ги бележам со некоја си ваква бледо сива, бледо виолетова боја. Така, значи овие виолетовите вака се некои молекули така кои се ослободиле од самото место на повреда, така кои си биле внатре во листот и сега се ослободиле во околната средина. И плюс фитохормоните кои бележам со темно виолетова, кои беа присутни во самата подлога, нели? Ние имавме вакви екзогени фитохормони, овие виолетовите точки. Така, значи тие беа присутни и сега плюс се ослободија овие ендогени фитохормони. Значи, ајде ги бележиме, овие се ендогени, овие се екзогените фитохормони. Значи сега имаме оваа смеса на екзогени и ендогени фитохормони, кои што го зголемуваат метаболизмот на овие околниве клетки. Вред, значи ги припремаат за делба. И они ќе почнат да се делат многу интензивно. И тоа што ќе се добие е еден слој овдека од голем број на клетки кои се вакви недиференцирани. Вред, значи ќе се направи ко заштитен слој на ткивото, така како што било местото на повреда, од овие дедиференцирани, односно недиференцирани клетки. Океј, значи ќе се направи овој заштитен слој. Интересно е дека метаболизмот на овие недиференцирани клетки кои го прават овој заштитен слој е всушност променет и они почнуваат да создаваат многу повеќе, така, значи почнуваат да создаваат многу повеќе секундарни метаболити кои служат како заштита од патогени организми. Така, значи заштита од патогени. Иако тие главно се општо за секакви стресни ситуации, во овој случај се заштита од патогени, бидејќи сепак отворен е листот. Тоа е место за потенцијална инфекција. Значи, зголемуваат метаболизам на секундарни метаболити. Приметено е, например, дека се зголемува, например, ензимот хитиназа, кој служи, например, за деградација на габите. Така, значи, служи како заштита против габи. И овие клетки во природни услови, после даден временски период, ќе почнат да навлегуваат во стадиум на диференцијација. Односно, дел од нив, со тек на време, ќе постанат повторно како клетките кои ги имавме на почеток, односно диференцирани клетки. Така, значи, со тек на време ќе станат диференцирани и всушност тоа што сме го направиле е сме ја затвориле раната. Во ред,
Интересно е само да напоменам што не го представив дека клетките додека се вакви кои калусовидни, така, значи они првично се помали. Така зашто многу интензивно се делат, така што клетките се помали. Како што почнуваат да се повторно диференцираат, они ќе почнат да стануваат поголеми. Вред и со тек на време ќе ја постигнат нормалната нели големина. Значи првично се мали, па стануваат поголеми. Значи имавме главно 3 стадиуми во ред на растење на ова калусно ткиво. Првото беше индукција, каде што всушност клетките се подготвуваа за делба, така имаат зголемена метаболичка активност. Нормално дека ова како што ми е бележано е всушност времето вака поминува, така ова е всушност те. Првично имавме фаза на индукција, ја бележам, не знам, со портокалова боја. Фаза на индукција, каде што имавме зголемена метаболичка активност и клетките се подготвуваат за делба. Имавме фаза на клеточна делба, така односно стадиум исто може да го наречете. Добра, ајде да не бележам стадиум. Значи стадиум на клеточна делба, на интензивна клеточна делба и на крај имавме стадиум на диференцијација. Ред, значи стадиум на зашто гледаме дека клетките повторно станаа нели диференцирани клетки. Сега ние што можеме да направиме со ова? Ние можеме да го отстраниме ова калусно ткиво, вред, значи можеме да го отстраниме, да го ставиме во нов сад, така значи во нов сад, ќе обрежам нов сад, на нов хранлив медиум, каде што можеме да го одгледуваме, така да го култивираме ова калусно ткиво. Сега ние со ова калусно ткиво можеме да правиме многу работи, а интересно е дека можеме од него повторно да ги диференцираме овие клетки, но да ги насочиме во која насока ќе се диференцираат. Што мислам со тоа? Во зависност какви фитохормони ќе ставиме во оваа подлога, така, значи зависно од фитохормоните, ова калусно ткиво можеме да го насочиме да се диференцира или на корен, на стебло или на лист. Така и на многу други работи. Океј, значи зависно од фитохормоните, од ова калусно ткиво можеме да добиеме стебло, така значи лист, може да добиеме вакво корен и многу други работи. Во ред, имаме и други работи кои можеме да правиме, можеме да го поттикнуваме постојано да прави секундарни метаболити. Во ред, значи можеме да го поттикнуваме да прави секундарни метаболити кои ние понатаму ќе ги отстрануваме и ќе ги користиме, нели, кои ќе се многу битни за фармацевската индустрија. Од овие калуси, понатаму може да направиме суспензија на клетки, веќе нели од калуси се правеше суспензијата на клетки. Значи постојат многу работи кои може да се изведат од кога ќе го добиваме ова калусно ткиво. Инаку, процесот кога добиваме вакви органи од калус, всушност се нарекува индиректна органогенеза. Главно се што се добива од калус се нарекува индиректно, значи индиректна органогенеза. Зашто генерираме растителни органи индиректно, така без присуство на друго растение, него од вакви недиференцирани. Нормално треба да се врши периодично субкултивирање на калусот. Поради тоа што додека расте калусот, тој формира се повеќе и повеќе меристемски центри. Во тие меристемски центри знаеме дека има интензивна делба на клетки, односно многу брзо се искористуваат хранливите материи од подлогата и доаѓа до сушење на подлогата и едноставно тоа не е оптимална средина за раст на калусот. Поради тоа ќе имаме некротизирање на калусот, така значи делот калусот ќе почне да изумира, ќе имаме некроза. И за да го одржиме калусот во живот, ќе земеме едно парче кое изгледа дека е најздраво и ќе го субкултивираме на нова хранлива подлога. И ова се прави на околу 4 до 6 недели.
некогаш може да биде за пократок временски период, некогаш може да биде за полог временски период. Нормално тоа ќе го видиме кога ќе ја наблюдуваме културата, дали треба да се субкултивира или може уште некој си време или достане во стариот сад. И од кога ќе ја субкултивираме на нова подлога, таа обично се одржува на температура од околу 25 до 27 степени Целзиусови. Мислам, на таа температура се одржувала и претходната подлога. Таа температура е температура на која се одржуваат културите на калус. И ова субкултивирање не мора секогаш да се прави со цел само за да преживее калусот. Може да се прави и со цел да се иницира некоја си насока на диференцијација на калусот. Например, сакаме од тој калус така да иницираме некаква си индиректна органогенеза, односно сакаме да придобиеме лист од него. И ќе земеме парче кој ќе го субкултивираме на нова подлога која содржи хранлива подлога, така во нов сад со хранлива подлога, која што има регулатори на раст, односно фитохормони, кои се специфични за да индуцираат индиректна органогенеза на лист. Така, значи ќе го земеме тоа делче од калусот, ќе го ставиме и сега од него ќе добиеме така со тек на време лист. Значи не мора да значи дека мораме да субкултивираме само за да преживее калусот, може да имаме и други причини за субкултивирање. Али една од најглавните причини е таа да се одржат клетките виабилни, така, односно живи, така да бидат активни метаболички и да со цел да се подмладат клетките на некој си начин. Тоа е најчестата причина. Друга интересна работа со субкултивирањето е дека ако субкултивираме многу пати, може да се појави спонтана прилагоденост на калусот, односно тој да стане хабитуиран. Што значи тоа? Значи, ако земеме и овој калус го субкултивираме многу пати, вред, ќе го субкултивираме многу пати, после некое време тој ќе има доволно голема ендогена продукција на фитохормони, значи фитохормони кои самиот си ги продуцира, така што веќе нема да има потреба ние да додаваме фитохормони. Зашто главно ние додаваме фитохормони во подлогата со цел да го држиме калусот недиференциран или пак во некој метаболички пат. Но при многу субкултивирања тој може да стане хабитуиран, односно сега фитохормоните ќе се продуцираат внатре во него. Вред, наместо да бидат во подлогата додадени од наша страна, тие ќе се продуцираат внатре во самиот калус. Значи ова се нарекува, ќе поречеме тука линија, овие калуси се всушност хабитуирани. На некој си начин навикнати у наводници. Значи хабитуирани, односно спонтано прилагодени, кои продуцираат ендогени фитохормони, но во висока количина. Не дека претходниве не продуцираат, значи само не го спомнуваме тоа бидејќи сепак тоа е многу малце. Но кога ќе се хабитуирани, продуцираат многу ендогени хормони. Инаку тоа него да поменувам, а и во претходните фази продуцираат мали количества на ендогени фитохормони. Калусните ткива имаат висока хетерогеност, односно разноликост. Тие не изгледаат исто едни со други. Во ред? Сега, од што се произлегува, односно од што се зависи оваа хетерогеност? Она зависи од каква хранлива подлога користиме. Така различни калуси ги раснеме на различни хранливи подлоги. Кој експлантант сме го земале? Некогаш земаме лист, некогаш земаме стебленце, некогаш земаме корен и така натаму. Значи различни експлантанти даваат различни калуси. Од генотипот на растението, односно од кое растение, видот на растението, дали сме земале јаболка, дали сме земале кајсија и така натаму. Сега, во што се може да се разликуваат калусите? Може да се разликуваат во бојата. Некои се зелени, некои се жолти, некои се црвени. Некои може да бидат комбинација од боите. Вред, значи не мора да биде една боја само, може да биде комбинација. Едно делче од калусот да е една боја, друго делче да е друга боја. И бојата главно произлегува од присуството на хлорофил, антоцијани и каротиноиди, зависно од кој соодност. Лесно ги запамтите боите, црвено, жолто, зелено, како семафор. Морфологија, значи сите имаат различна форма. Океј, не изгледаат сите како сферично топче. Некои растат на еден начин, други на друг.
Значи имаат различна форма, некои се попрозирни, така транслуцентни, можеш да видиш низ нив, некои се ептен конзистентни, значи изгледаат ко полни. Вред, некои се целите со една боја, некои се со мешано, така тука има црвено, а околу е зелено. Значи има разлики. Структурата, која ќе ги пипнеш, некои се меки, така, значи како железен, некои се такви подцврсти. Така, некои се растресити, како се ставени од повеќе парчиња, нали, ќе се раздробат како парче земја. Имаат различен метаболизам. Различни калуси продуцираат различни секундарни метаболити. И ова можеме да го контролираме со тоа кои фитохормони ги користиме или пак ќе додадеме некакви си антигени. Така ќе додадеме антигени и ќе предизвикаме метаболизмот да иде кон одредена насока. И ова е многу битно, особено ако сакаш да правиш пари од ова, да произведуваш секундарни метаболити од калуси, што можеш да ги разраснеш доста, едноставно тие ќе бидат фабрики за одредени химиски соединенија. Калусите може да се разликуваат во плоидноста, најчесто кога се користи 2,4-D само во подлогата, тоа беше ауксин, се добиваат диплоидни. Ако се користи 2,4-D плюс квасочен екстракт, се добиваат диплоидни, тетраплоидни, октаплоидни. Во ред, значи може да се разликуваат калусите во многу работи. Сега дека ќе видиме само некои слики, така, значи гледаме дека морфологијата е различна форма имаат. Океј, гледаме, да се поместам на десно, различни бои на калуси имаме, ко портокалово, ко зелено, жолто и така натаму. Гледаме дека на еден калус не се сите структури исти. Ова е повака жолтеникаво, дека ова е позелено. Ова изгледа поцврсто, ова изгледа порастресито. Океј. И главно таквата хетерогенност произлегува од тоа што, например, ти кога поттикнуваш иницирање на калус од лист, листот не е составен од еден вид клетки. Така, например, ево дека ќе нацртам еден лист. Нацртам еден лист, вака, така. Имаме еден лист. Сега, на листот, ако ти ми направил напречен пресек, вред, ќе видиш повеќе слоеви на различни клетки. Имаш епидермални, имаш палисадни, така, имаш сунгераст ткиво и така натаму. Значи имаш различни видови клетки. Поради тоа, кога од ова ќе се разрасне калусот, ќе добиеш различни популации во калусот. Океј, кои ќе изгледаат различно. Поради тоа, нели се добиваат вакви хетерогени калуси. Да, што дека на таа слика да се што прикажав, ова е различно, ова е различно, ова е различно и така натаму. Тука гледате дека може да добиеме и црвени калуси. Во ред, значи ако имаат повеќе каротиноиди. Сега ќе видиме некои други фактори кои влијаат врз калусогенезата. Прв е големината или пак формата на експлантантот. Главно големината нема некоја си голема улога, освен ако не е многу мала. Значи ако е многу мала големината на експлантантот, може и да нема појавување на калус, така што тоа е единственото ограничување. Вториот фактор е медиумот, односно подлогата. Сега тука влегуваат два подфактори всушност, каков е составот на медиумот, во смисол колку има аминокиселини, колку има шекери, колку има фитохормони и така натаму. А другото е дали подлогата е течна или цврста. Ајде да разгледаме пред цврста хранлива подлога. Значи имаме еден сад. Вака, имаме хранлива подлога и имаме калус. И прилично е очигледно дека само дел од површината на калусот доаѓа во контакт со хранливата подлога, односно овој тука дел, што го бележам со црвена боја. Само тој дел е во контакт со хранливата подлога. Тоа значи дека не целиот калус ќе добива еднакво количество на хранливи материи. Тоа значи дека ќе имаме нерамномерен раст. Друго нешто што треба да се земе во предвид е аерација. Некои делови ќе бидат подобро аерирани од некои други. Но иако има доста работи кои се недостатоци, цврстата хранлива подлога главно се употребува во пракса бидејќи е многу попрактична за употреба. Океј, иако има недостатоци, пак е на некој начин поволна. Ајде сега да видиме течната хранлива подлога. Значи имаме сад, имаме течна хранлива подлога и овдека калусот не го потопуваме внатре, него тој е поставен на еден носач од филтер на хартија. Ред, значи тука вака е калусот поставен
на носач. Сега некои бенефити на течна хранлива подлога е да поголема површина е сега во контакт со хранливата подлога. Океј. Исто така се елиминираат некои инхибиторни супстанции кои се наоѓа во агарот. Агарот самиот има некои инхибиторни супстанции кои му пречат на калусот. Сега бидејќи не користиме агар, бидејќи нели е течна хранлива подлога без агар, ги нема тие инхибиторни супстанции, така што има подобар раст агарот. Исто така нема акумулирање на метаболички продукти, бидејќи ова него спомнав овдека на површината помеѓу калусот и хранливата подлога, нели кај што се поврзуваат еден со други, се натрупуваат метаболички продукти. А тоа не е случајот кога е течна, бидејќи метаболички продукти едноставно ќе се разредат во целата подлога, бидејќи нема површина на која би се акумулирале. Океј, значи има различности, но главно во пракса се користи цврста хранлива подлога бидејќи е полесна за работа. Сега на крај само да спомнеме дека некои растителни физиолози сметаат дека калусите се вид на растителни туморни ткива, односно дека се всушност тумори. Најголем дел од растителните физиолози ја немаат таа гледна точка, но тоа не значи дека треба да ја исклучиме. Во ред, овдека ставив некои слики како изгледаат растителни тумори. Најверојатно ако сте биле во некаква си шума или слично, сте ги приметиле, или дома ако имате многу дрва, можеби сте виделе некој си дрво. И овие тумори главно не се спонтани, него се предизвикани од страна на бактерии, Agrobacterium tumefaciens или пак некои вируси, Aerogenes magnivelna и други. Значи постојат многу вируси или бактерии кои предизвикуваат тумори, и кај нас постојат вируси кај нас што може да предизвикаат тумори, но растенијата главно не умираат од тумори, бидејќи едноставно клеточните ѕидови не му даваат на туморот толку да се шири, бидејќи е прилично ригидна структура. Исто циркулаторниот систем не му е добро развиен како нашиот, затоа нема многу вакво метастази. Во ред, тоа беше главно се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Само да поминеме се. Се видиме во наредното видео. Довидување.